Некој велат дека затворот е мини држава, односно мини систем на државата или пак е огледало на државата. Тогаш се наметнува и прашањето, каква ни е државата? За него велеа дека е челик, дека е мајор, дека е врвен професионалец. Дали челикот може да се стопи покрај сите овие негативни дејствија и појави во затворот Идризово или ќе остане цврст? Дали мајорот ќе биде на висина на задачата како директор на КПО Идризово? Денеска со мене во студиото на Маквакс ново поставениот директор Зоран Јовановски, викан Челик. Зошто челик и како се сногиате во затворот се првите прашања, после ова добре дојде за вас во нашето студио. Па да, надимоката е околу преземањето на мерките, активностите и каде што настапуваме нема повлекување. Не се повлекувате ниту од оваа функција која ви е дадена, а е многу тешка и многу комплексна. Па да, сега не се повлекуваме, меѓутоа понатака ќе видиме како ќе се одрази моето работење и помошта од институциите, односно од државата. Ке се согласите со мене дека е скандалозен затворскиот систем? Да. На што све наидовте? На многу проблеми. Може да се реши сето тоа? Па може доколку има слух и има разбирање од институциите. Имаме впечаток како јавност дека вие таму си правите некои затворени состаноци, како еве да се собереме, да се напиеме по едно кафе, но во пракса не гледаме ништо суштински. Па не, имаме ние работни состаноци, од тие состаноци се произнесени неколку заклучоци и тие заклучоци треба да се процесираат, да се реализираат. И тука стопираме, кога ќе се реализираат? Тоа е пак до институциите на државата. Каква соработка имате со нив? Па сега да се гледаме добра. Ве слушаат, но понатаму да, слушаат, што? меѓутоа понатака се уште немаме нешто конкретно добиено од институциите. Зошто сметате дека е скандалозен затворскиот систем? Прво, систематизацијата на предвидените работни места како во затворската полиција, така и во затворската управа се многу стари и не се променети. Јас најдов на проблем за промена на некои работни места и систематизација, на нова систематизација, пошто смените се приликите и составот на осудените лица во поново време имаме категорија на затвореници со потешки казни, каде што треба да се смени менаџирањето на затворот и на управата, за да бидеме поефикасни во обезбедување на затворот и за условите внатре во затворот. Затоа најглавното прашање кое се наметнува и на самиот почеток од ова интервју е дали расчистивте со корумпираните командири? Успеавте или систематизацијата не дозволува? Па не, тоа го работи обвинителство и се справуваме веќе со тоа, да. Имаме во притвор, имаме обвиненија покренато, тоа е веќе во делот на обвинителство кој што јас не би сакал да го коментирам, зашто е во тек. Да, тоа е случајот за командирот кој практично кога бе за бегството на затвореникот, имате некоја трага, ве известуваат кој му помагал однатре? Тоа е се во делот на обвинителство, значи не би го коментирал што е во тек истрагата. Така. Добро, место за подсмев е Идризово, ќе се согласите со таа теза? Па не, јас отидов да го смениме имиџот од криминална средина, да направиме една установа која би била, да речеме, и продуктивна, не само криминогена. Така. Зошто криминогена? Може да ни наведете што точно се случува внатре, бидејќи ние како јавност реално немаме пристап до тоа што вие го гледате, а вие мислам дека во изминативе месеци видовте доволно за да може да искоментирате. Па јавноста не изедначува со негативни работи и кога ќе се појави дека ќе речете некаде од кај сте, од Идризово, подалеку. Така да работиме на тоа да го промениме имиџот. И мислите дека ќе може да се направи тоа? Па треба да се проба. Добро. Еве, ако можам да заклучам, велиме најскандалозни години или најскандалозен период за затворот Идризово, на вашите вработени пепел им ги направија возилата. Како успеа? Велат дека нарачките доаѓаат од внатре. Сите тие информации се неофицијални. Од друга страна, имам информација дека имали закани затворениците за дека ќе им се случи тоа што им се случило. Имате ли моки да ги заштитите и функционираат ли институциите? Сепак имаме обвинителство, вие го напоменавте, јас ќе кажам и МВР, вие доаѓате од МВР практично со минат стаж.
Да, ние имаме соработка со Министерството за внатрешни работи, работиме на расчистување на случаите на палењето. Закани има и ќе има од страна на затворениците, таа категорија е таква и да биле честни, поштени и нормални луѓе, така не би завршиле позади решетките. Палењето на автомобилите, какви се тие закани што ги добиваат? Јас имам информација дека се закани по нивните семејства. Па, исказите на собствениците, односно на вработените кај мене што им се запалени возилата, го потврдува тоа, дека им се заканували и дека резултатот на заканите е палењето на возилата. Се плашите за вашето возило, го чувате во гаража? Не. Немам потреба да се плашам. Сметате ли дека тоа се врзани садови? Дека се базира можеби на нереализирани ветувања, да ги наречем така. Сметате ли дека овој проблем не е само изгоре автомобилот на чуварот од Ново село, туку е малце посуштински, длабински? И дали вие треба да се справите со тоа или треба и МВР малце повеќе да обрне внимание на тоа што се случува внатре во Идризово? Ние како установа сме отворени за соработка. Ние немаме ингеренција надвор од затвора да преземаме некои мерки и активности, затоа е надлежно Министерството за внатрешни работи, за безбедноста на сите граѓани во државата. Ние соработуваме, ги даваме информациите кои се загрозени како, меѓутоа тоа е тоа. До тука е вашиот лимит што може да го направите. Да. А како можете да ги заштитите вработените? Јас да сум ваш вработен, ќе дадев отказ до сега, па зошто да ми го запалат автомобилот? Па има такви случаи што даваат откази, што се заменуваат од затворот. Меѓутоа со зголемување на бројот на извршители, односно зголемување на бројот на затворска полиција би се избегнало и би се сузбило тоа заканување према затворската полиција. Сега сметате дека слаба карика е тоа што немате доволно затворски полицајци, а тоа го користат самите вработени па и затворениците. Да. Добро. Боледување ви отвараат во... Да, има. Бајаги. Колку е тоа бајаги, можеме да кажеме, или е класифицирана информација која може да се... Да кажеме околу 15%. И сега на вистина се болни или се плашат да не изгорат и па, кога матичниот доктор отвори болување, значи се болни. Тоа го ставаме на етиката на докторите. Добро, ама знаете како сега болест може да биде класична настинка, да не треба боледување да ви го отворат. Па да, ама ние не можеме да навлегуваме во одлуката на матичните доктори дали ќе дадат болување или нема да дадат. И сега ако некои се заминуваат, други се на боледување, трети даваат еве ќе кажат си имаме одмор. Значи дека и културите со као. Па да, мора некои да и користат одмори, по различни основи користат одмори. Добро, имаш информација дека некој практично ваш затворски полицаец бил затворен во куќарка од страна на затвореници, дека тие се шетале низ дворот. Не. Имаме систем со камери каде што се гледа и може да се види дека нема такво нешто. Како тие камери не го забележаат тунелот, баш ме интересира кога сме веќе кај системот за камери. А може да го забележале? Ама јас знам дека ако не биле тие подземни води, до сега затворениците ќе шета низ центарот на Скопје и веројатно ќе се бања во... Да, тунелот е предмет на обвинителство и не би сакал да го коментирам, зашто обвинителство се занимава со... Да, но велиме камерите некако може би го забележале, ама го ставиле да се изгради, а вие биле на чекор да излезат. Па не, успех е на затворската полиција што може да кажем благовремено е откриено. Значи крајната цел бегство од затворот не е реализирано. А ви бегаат ли затвореници? Знам дека ги пуштате на викенд и им викаат ајде одете, затоа што ви следуваат по закон и после не ви се ни враќаат. Значи тоа не е бегство. А вие ќе го наречете далечување од... Не, тоа е злоупотреба на поволностите што ги добива затвореникот. Значи ние што не дозволува законот и подзаконските акти, ние тоа што го следуваме го даваме. Значи дали викенд, дали 7 часа, дали годишен одмор, ние по закон на словото мораме да му го дадеме тоа, да го... Меѓутоа, тие затвореници што не се враќаат или бегаат од викенд или од тоа... И колкав процент се тие? Па са, колкав има. Се случува? Се случува, да. Од X причини. Знаете како билтенот на МВР секој ден е преполн, го најдовме тежок криминалец кој избегал од... Ние не слушаме дека бегаат, ние слушаме кога ги враќаат, затоа прашувам, викам да не се голем процент случајно. Тие оддалечување од установата се со различни причини. Има, да речем, некои недозавршени работи, излегувал, да речеме, да заврши нека работа, не е да завршил
и следниот ден се враќа. Меѓутоа тој не се вратил во предвидениот рок и тоа му се рачуна како оддалечување од установата. И тогаш ни распишуваме. Бегство. Па не е баш класично бегство. Не е класично, сега не викаме Не е дека бегство, скокнал преку зашто зидот на... ние со решение сме го пуштиле на слобода. Сега, да не кажам, вие сте му помогнали да Меѓу- избега. Не, меѓутоа тоа решение ние што сме му го дали рок кога да се врати. И не го испоштувал рокот, меѓутоа се враќаат. Вие имате Некои многу с- проблеми, затвореници не ви се враќаат, ви палат автомобили на затворски полицајци и сега јас можам слободно да кажам дека униформи од внатре од вашата затворска полиција не имаат кажано, дека униформи немаат добиено 12 години. Тачно. Жално, нели е тоа? Па жално, јас тоа го кажувам. Како да го решиме овој затворски систем кој е трул? Јас на почетокот во најавата кажав, ако затворот, како што велате, огледало на државата, тогаш стварно треба да се запрашаме каква не е државата. Па треба да се запрашаме. Јас за еден месец таму што сум, не сум магионичар да ги решам сите проблеми. Преходниците, ако се занимавале со овие проблеми, јас што ги детектирав за овој месец, до сега ќе беа скоро сите решени. Може да ни се каже какви закани све се добиваат од страна добиваат затворската полиција и полицајците со кои вие раководите? Дали се тоа по семејства, дали удираат на слаби точки нивни? Па зависи... Имало случаи каде што им праќале, пак ја кажам, сите ова се непотврдени информации, проверуваме дали се тоа така или не. Имало случаи каде што на припадник на затворската полиција му била пратена фотографија од неговото семејство, за да му се каже еве знаеме кај се. Имате информација вака? Присуството на недозволените мобилни во затворот овозможуваат пристапи до социјалните мрежи. На Гледам и стримање во живот. Да, на социјалните мрежи сите што се вработени кај нас имаат профили, имаат на тие профили од сопруги, од деца, така да многу лесно може затворениците профилот на еден затворски полицаец да го снимат и да детектираат и која му е сопруга, кој му се деца, која кола. И така се ставате самите во риск. Да. Можам да заклучам дека имало Да. закани. Добро. Кажавме дека има страв кај вашиот кадар. Вие кажавте не можеме да испитаме дали боледувањето е оправдано или неоправдано отворено, затоа што нема такви ниту надлежност, ниту може да го спроведете тоа, бидејќи ако матичниот лекар решил да биде така, тоа е така. Но дали може да ви отварат боледување од страв, кој е вашиот субјективен или објективен впечаток? Па сега дали од страв, тој ако фиктивно го отвара болувањето, значи има некоја причина. Зборувате со нив, разговарате, имате комуникација постојана? Па, пошто сум нов и многу малце со затворската полиција имам разговарано, пошто не ми дозволени времето. Меѓутоа со тие што се на работа, да, имаме разговарано. И тие велат, кажуваат нешто за нивните колеги? Па различни се коментарите, некои не се плашат од закани, некои се плашат од закани, така да имаме секакви типови на... Пред една недела имаше претреси и преместување од полуотворениот во затворениот дел на затвореници, потоа тие затвореници повторно се вратени во полуотворениот дел. Да. При претресите што е пронајдено или беше целата само да се преместат тие? Не, значи тие претреси ќе бидат рутина, пошто ние немаме доволен број на полицајци да го правиме тоа, со помош на Министерството за внатрешни работи, во иднина ќе биде почесто тоа и ќе го правиме. И што наоѓате најчесто? Па најчесто тие недозволени предмети. И што Наоѓаме вие ги прашкаста материја, наоѓаме мобилни телефони, полначи. Кога ќе кажете прашкаста материја, после анализите што се покажува? Што е тоа? Креда? Па во поголем дел случаите тоа се опојни дроги. Како влегуваат? Јас секогаш сум се чудел дали во овој месец додека сте барем откривте како се тоа влегува во Па затвор? имаме неколку случаи откриено, тие се количини како за лична употреба, не се за преподавање, пошто се во мали грамажи. Меѓутоа може од мала да се зголеми таа грамажа, меѓутоа кај луѓето кај што се пронаоѓа се во мали количини за лична употреба. Можам да заклучам дека не ја фрлаат преку зидините на Идризо? Не може. Значи дека очигледно кадарот е главниот проблем со кој морате вие да се справите, да најдете квалитетен кадар, подобар кадар, чесното да го задобрите, а не чесното да го пратите во пензија. Да. Колку случаи има со процесирани затворски полицајци? Има ли такви некои кои што
да кажеме, признале дека направиле некое коруптивно дејство? Познавате ли такви случаи? Па да, Имавте има, ли? има. Тие се веќе некои во притвор, некои се работи со нив и да. Така, ви олеснуваат, предпоставувам? Па не лесно зашто ни се намалува бројот, А што ќе ви се па такви? Едно да, не ни требаат, меѓутоа бројот на извршители ни се намалува. Едно вработување во затворската полиција е многу комплицирано, и еден да го вработиш може да трае една година постапката. Зошто? Системот е таков. Може да се смени? Па може, зашто да не може да се смени? Треба да се седне, да се разговара, да се донесат заклучоци, и тие заклучоци на влада или на измени во законот и да се помине тоа. Тоа е за сите општо добро, не е... И како можеше ова вие да го увидите како проблем еден месец додека сте директор, а тоа да не го виделе како проблем вашите претходници кои со години директоруваа? Ја Па стварно тоа не ми е треба и јасно. нив да ги прашате. Ја мислам дека тие работеле све освен да менаџираат со затворот, не работеле. Дали затворениците се задоволни од условите во затворот? Јас не сум задоволен со условите во затворот, а не затворениците. Што има за тие 4 зида? Или за тие затворени пороти, да ги кажам? За жал, во многу мал број се ресоциализираат, затоа што јас затворот го памтам кога имало од механичарски, од лакерски работилници, од изработка на резбани шахови, од економија, млечни производи, месни производи, така да Тоа нема била ништо. вистинска ресоциализација. Да, А сега сега? тоа нема ништо. И сега што прават? Играат фудбал? Па не играат ни фудбал, да ви кажам. Ни фудбал немат? Не. Па дајте да најдеме донација да го барем фудбал Ајде, да имаме. јас сум отворен за соработка. Очигледно дека затворот нема средства за да обезбеди достојни услови за ресоциализација. Средства, ние сме во таков минус што не можеме да помислиме за нешто. Директор, имате ли заплати? Па да, се наоѓаат пари за плати. А и тоа кубурите некако, така Да. мислеа, барем според овој лик на... Да, да. Имате многу тужби? Па има, да. А решение е некако, бидејќи вие сте под управа за санкции, управата за санкции е под Министерството за правда. Не може да се Тоа ти реши... е еден магичен лавиринт кој многу тешко може да излезете од тој лавиринт. Преписки, писма, едни, други, трети, Вас како генерал мајор, веројатно тој и највеќе ве нервира. да. Побаравте некако да се смени и да се олесни таа Па комуникација? веќе да се- почнуваме со анализите, веќе ги завршиме, пишуваме конкретни работи што треба да се направи, па ќе видиме во следниот период што ќе се направи. Што треба најитно да се направи? Најитно да се смени законот за вработување на затворска полиција и да се примат поголем број на полицајци во затворите. Не само во Скопје, во цела Македонија. И мислите дека тоа е прв чекор до она што се нарекува... Да, за да се стабилизира состојбата и нормално треба да се размислува за подобрување на условите за живот во затворите. Зашто и тие затворени лица, осудени лица, имаат право на достоен живот. Има мувла по зидовите како што опишуваат, има... Ние неколку снимки што ги имаме видено, практично кога МВР прави претреси, таму Јас да ви веројатно ќе се збудалиш побрзо него што ќе се ресоциализираш. Во затворот има колеги што цел животен век го имаат поминато и сега треба да одат во пензија за 3-4 месеци. И сите ги прашувам кој е патронот, кој ден треба да го славиме ние како затвор. Се уште не знаат од кој датум датира тој затвор. Знаате дека има игралишта? Па некои од вработените, јас кога дојдов им кажав дека има во затворениот дел игралишта. А тие биле вработени пред вие да дојдете? Да, да. И како реагиравте на тоа? Јас не знам, во приватна компанија ние би им кажале кај е вратата, веројатно, подејќи Тачно, ама јас баш од тие лавиринти за да го суспендирам или да го дадам дисциплинске, тоа се постапки кои со години ќе се влечат. Суспендиравте полицајци за тунелот? Извинете, знам дека е тоа на обвинителство на ваше да суспендирате. Да, има суспендирано. Колку? Не би можел да кажам. Сметате дека имаат мешано прсти? Да. Се надевам дека барем не копале заедно со затворениците. Не можам да одговорам стварно, пошто е тоа предмет на обвинителство. Така. Проблемите во склоп на затворот ги кажавме, запалените возила исто така се огромен проблем, заканите се проблем. Затворениците немаат достојни услови за живот. Од кај ќе почнете да решавате? Освен состаноциве што ги правите. Од кај што ќе ми дозволат институциите, од таму ќе почнеме. А ви дозволуваат од каде? Сега за сега од никаде.
Уште колку време ќе треба да чекате? Тоа све зависи од институциите. Една институција да каже ова можеме да го сработиме, јас сум отворен за соработка и одма ќе почнеме да го сработуваме. Како ве дочека затворениците, бидејќи вака ми изгледате за многу принципиелен човек. Се надам дека така ќе остане и дека е така во реалноста. Како ве доживуваат тие внатре? Кои внатре се? Затворениците, конкретно. Па добро, јас уште вториот ден влегов и во затвореното и во полуотвореното, имав разговор со затворениците и дел од затворениците се воодушевени што некој влегол и да се заинтересира за нивните услови. Меѓутоа сепак пак ќе кажам, јас не сум магионичар, нешто преку ноќ да го сменам, меѓутоа навистина ќе дадам се од себе да им ги подобрам условите за живење. Што највеќе фали, еве, настрана од нашите шеги за фудбалот и за кошарката, што внатре највеќе фали? Еве, може ќе се најде некоја пренатрупаноста, еве да кажам, ни фалат кревети и душеци, кебиња, чашеви за сместување. Пошто јас кога додов имаме голем број на осудени лица кои спиеа во ходници. И таа бројка ја доведовме до минимум, меѓутоа сепак немаме простор каде да ги сместиме, мора да бидат сместени во ходници. До толку е лошо? Да. Па се надам барем имаат храна. Да, храна има, добиваат и тој фамозен тендер што го кажува во јавноста милионски суми, која ќе се подели по бројот на денови, по бројот на затвореници искача околу 200 денари доручек, ручек и вечера за затвореник. Дали има внатре тепачка за кревет и душек? Па таква нешто не сум слушнал. А тепачка за место за некој да влезе побрзо во соба, да не седи во ходник? Не, секој си знае каде Значи треба некој да си иде. знае креветот е во ходник Да. и ти спиеш во ходник. Да. Тоа е мизерија. Таа е вистината. Јас не можам да ја сокрием вистината кој и вие знаете таа, пошто ја информирате од внатре. Па добро, веројатно треба да им дадете телефони, барем да имаат занимација во тие ходници, да станат легални, да не ги купуваат, да не ги зимаат, како да кажам. Тоа е сепак ствар на промена на прописите кои го регулираат тој дел. Од што се најнезадоволни, освен од делот на душеците и тоа што спиет по ходници? Има ли други незадоволства од затворениците, сега зборуваме? Па има таму не ни е решен проблемот и со медицинскиот третман. Јас сакам да ги пофалам медицинскиот персонал што работи внатре во затворот, кој дава надчовечки напори за... Тоа е една докторка. Па не е баш една. Има и сестра, има уште една докторка, има стоматолог. А тој затвореникот што го прегледуваше овој затвореников што избега, уште прегледува во амбулантата? Не. Што го му даде Не. препорака да иде во болница? Не. Не, добро. А има затвореници што сте работно ангажирани во амбулантата? Да, има. Задоволни сте докторката, дали ги прочитавте критиките во јавност, имаше доста, Па критиките се многу лесно да се напишат. но некои се издржани. Па да, издржани се, не викам дека не сам, меѓутоа да седна да го решиме проблемот, да ја решиме Значи таа повторно критика. треба со други институции, предпоставам тоа што Не ми треба стручњаци да дојдат да ми кажат дека таму тоа. здравствената нега на кое ниво е според вас? Па ви кажав, имаме ние елементарни, значи таа таблетарна терапија, другото сега се носи по клиники, по болници, што и трошкови се прават и губиме време, губиме, ангажираме возила, луѓе. Така, има решение за тоа, верувам, кое може да се спроведе брзо од ваша страна, а треба ја помош Па од да. здравствен дом. Да. Пошто здравственото осигурување на затворениците го има преземено фондот за здравствено осигурување и они се грижат за нивното здравје. Така. Се случува некојаш да нема ни таблети да нема за затворениците? Па до сега не, имаме плански се набавуваат. А што правите после 4 кога немате докторка во затворот? Зашто веројатно таа работи сменски, не може да работи. Па да, имаме ние воспоставено систем на дојава до брза помош и во тие случаи по 8-4 часот до сабајлето додека дојде докторот ни доаѓаат на испомош брза помош која врши и прегледи и кажува за каде што е, како е и така. Така.
Сега кога сме кај брзата помош, при последните претреси кои се извршија од страна на специјалците, дали имаше затвореници кои бара практично да бидат поднесени во болница? Па после сите тие интервенции барат. Зошто? Велат тепани се или? Не. Последниот случај Со двајца затвореници кои сте ги однале во болница после да. последните претреси. Кога дојдат специјалците, и тоа може и на камерите го имаме снимното, каде што беа на место каде што не треба да бидат, за да се вратат во своите простори, на влезовите имаше таква гужва што се испоттепа меѓу себе, малтене. Кои? Затворениците меѓу себе? Да, затвореници. Тоа е претпоставам од таа гужва што била створена. Да. Го имаме тоа на камерите, може секој да дојде да го погледне и да го презентираме. Так. Меѓутоа секој има право да се пожали на болки, да се констатира дали е тоа или не. И што констатираше болницата кога ги однесовте со брза помош? Како мислиш? Има повреди тие двајца затвореници при интервенцијата на специјалите за преместување? На снимката немаше повреди. Така. Да. А од повратниот извештај претпоставам лично е тоа, па не можете да споделите. Да. Добро. Вие сте исто така, морам да нагласам, и бевте, односно судија поротник во Кривичниот суд во Скопје, јавноста ве памети по тоа. Интервјуто го снимаме на 27 април или пак 6 години по крвавите инциденти. Еден од случаите кој вие го судевте заедно со Добрила Кацарска беше 27 април. Така? Да. Од денешен аспект како ви се гледа тој случај 27 април? Овој пат не зборуваме од функција на директор, како што гостувавте до сега, туку збориме од еден екс судија поротник. Тоа ќе може во друга емисија, која ќе ме најавите како екс поротник и да продискутираме. Нема да ни кажете ниту дали се согласувате со казната? Не. Добро. Дали би останале уште долго директор ако не успеете да ги направите сите овие промени кои не треба да бидат козметички? Па на два ума сум. Ако продолжи вака игнорантно да се однесува према затворот, мојата кариера не би ставил во прашање и би си дал оставка. Сметате дека требаше да чека до сега тројца директори се сменија пред вас додека вие да дојдете? А вие веројатно сте биле достапени пред 3 години да ве ангажираат. Па да, јас со моето влегување во пензија бев на располагање и на едните и на другите, така да. Вашето семејство што ве подучува? Верувам дека е навикнато на стресови со вас, тоа неам дилема, ама што ве подучува да бидете принципиелен или да попуштите пред? Во домашната атмосфера ние не ги коментираме службените работи. Ама веројатно се загрижени за вашата безбедност. Па до сега нема кажано нешто такво. Да го напоменеме и запаленото возило на командирот, сите се прашува во јавноста дали вие, не на командирот, на заменикот директор, се извинувам, сите велат дека сте му дале да се шета дома со возилото. Не. Како сте му го дале? Зошто имаше тој возило Значи дома? јас првиот ден со писмена наредба му го одземав. Меѓутоа тој викенд нормално сите што се таму имаат обврска да барем еднашка во денот извршиме контрола на службите. Дали се работи, не се работи, и возилото му беше дадено со таа цел да еден од тие деновите дојде да изврши контрола. Како јас што вршам контрола, како што заповедникот врши контрола, заменик заповедникот. Ако бирате помеѓу трите функции кои сте ги имале, тоест биле повеќе секако, генерал мајор, Па тоа е чин. Аха. Да. И ти да речеме Кривичниот суд како функција судија поротник, што највеќе ви годеше, а што највеќе ви сметаше? Го знаете веројатно цел систем, бидејќи имате поминато на сите. Највеќе смета што системот не е ефикасен. Многу касни. Така. Со тоа каснење не се постигнува ефикасноста. Како Зоран може да го промени тоа како единец? Не може. Јас како поединец не можам ништо да променам. Доколку системот не дозволува. Јас џабе што и емисии да имам и да пишувам. Колку писма имате испратени до кого до сега? За состојбите во Идризово? Најмалку со по едно писмо се запознаени скоро сите релевантни фактори во државата, Епилог? кои ги нема уште ништо. Значи јас убаво викам видите на состаноци си пиете кафе. Вие може да не признаете, ама тоа Од така ваша е. гледна точка така е.
Затоа што да, затоа велам од моја гледна точка, затоа што јас до сега све што прашав како е ова решено, ви велите ние имаме точки, ќе работиме по план, ама јас некако не гледам дека нешто се работи. Добре, ете го спречивте тунелот да немаше подземни води, можеби тие ќе излегува, ама затвореници не бегаат, ќе потенцираме само преку скокање на ограда. Тоа беше најважната точка да ја напоменеме во ова интервју, но затвореници се однесуваат и агресивно внатре. Да. Дали вашите затворски полицајци имате и внатре што не им се закануваат преку телефон, туку што им се закануваат тет-а-тет? Има такви случаи. И зошто, најнејасно прашање во овој интервју остана, зошто некои одредени затворски полицајци воопшто не ги пријавуваат тие закани? Па на моje прашање зашто не пријавуваат, да си немаме проблеми. Но така создаваат поголем проблем. Точно. И јас треба од други извори да дознам дека тоа се случило. Па нели е тоа поразително? Поразително е, да. Им оставате простор да ви веруваат на тие затворски полицајци за да ги заштитите? Па јас покушавам да ги убедам да ми веруваат и ќе видиме дали ќе водина ќе Сметате дека е се многу тазе. да. Која беше првата слика која го дочека во Идризово кога прв пат влеговте? Што прво искоментиравте? Прв пат отидов во затворот како обичен граѓанин, со лична карта се пријавив и така влегов. Тоа беше сега пред да станете директор? Па дента кога отидов да направам примопредавање. И? Па видов што требаше да видам. И што се искоментиравте? Па да, прво не знаеш кои се во кругот, дали се вработени во установата или се осудени лица. Униформи? Нема. И како може некој осуденик ви се представил како полицаец? Што Не, не би ме има чудало. вработени цивили што се во управата, значи тие цивили што работат во администрација, да кажеме, тие работат цивили, во ресоциализација, воспитачи, инструктори, тие се цивили. Меѓутоа во кругот имаме и осудени лица кои работат многу работи, од косење треба, од механичари, од носачи таму на ствари. Ке се надоврземе, имате таму доста актуелни, односно екс-функционери да ги наречеме, меѓу нив е Ѓоко Поповски. Тој беше практично осуден за набавката на луксузниот Мерцедес. Да. Дали е тој работно ангажиран? Не може да биде работно ангажиран, зашто против него се водат постапки. Правилникот уште е слепа точка, тоа не може да се смени. Да. Со колку сте натрупани, колку затвореници имате, велите дека спијат по ходници, колку има затвореници вкупно во затворот? Од прилика барам? Не би можел да ја кажам. Добро. Ја знам бројката, меѓутоа би сакал да остане. А колку проценти имате повеќе, вајде така да го земеме? 50% повеќе од тоа што треба. Да. И Ѓоко Поповски се надам не спие во ходник. Не. Добро. Не може да биде ангажиран работно. Што прави Ѓоко Поповски внатре? Дали може да се споделат информации ако не е работно ангажиран? Не работи ништо. Издржува казната само. Но ги добива сите привилегии кои треба да ги добие. Да. Дали е задоволен од третманот од вас како управа и од затворската полиција? Па не сум стигнал да направам муавет со него уште. Така. Од високопрофилни затворенички се Гордана Јанкуловска и Катица Јанева. Катица Јанева е ангажирана во библиотеката. Што е со Гордана Јанкуловска? Истото и со нејзе, пошто она има уште постапки кои се активни, кои се водат пред судските органи и не може да биде работно ангажирана. Дали е фер тоа според вас? Не. Не само за Гордана, и за сите останати. Првото прашање кога ми беше поставено на вработените за ресоциализација, ако некој треба да добие некои привилегии, треба да биде работно ангажиран. А како ќе биде работно ангажиран ако ние како установа не го ангажираме? И не може да ги добие тие привилегии. А зошто не можете да ги ангажирате ради што? Тоа ова настрана ако нема други постапки можете да ги ангажирате. Да, А зашто да ги ангажирате? Отварате ли работни позиции? Како тоа изгледа? Во затворот самите се служат меѓу себе, да кажам, хигиената одржуваат меѓу себе самите, пошто немаме фирми што би ни чистеле делење на храната. Што да чистат затворот се распаѓа? Не, имаме други оделенија, не. Полуотворениот дел кој е новиот дел од затворот. Да, и Ама слободно затворениот, мислам, Тоа е друга приказка затворениот. уште змии нема таму. Па сега. Не може да влезат од зидот. Да. Гордана Јанкуловска кажавме дека не е ангажирана, Катица Јанева е ангажирана. Кажавте дека не е фер тоа. Што друго треба да се смени од правилникот? Па комплетно нов треба да се донесе.
со кои ќе се овозможат правата на... Па да, треба да се Ќе ви го разгледа, растерете да. ли затворот тоа барем малку? Ве велите 50% плюс сте полни, Да, ќе па, растерете еден дел ли? ќе се растерети, да. Имате проблематични затвореници од висок профил? Па сега имаме овој затвор е единствен што се смесени со највисоките казни и доживотните. Затоа прашувам. И женскиот е затвор тука, значи ние сме со највисок степен на безбедност што треба да бидеме. Имате проблематични многу меѓу нив? Од тие што се доживотен со тешки казни? Па сега проблематични, тие се со таа категорија. И самата категорија што им дава доживотен е ризик. Можам да заклучам дека не им верувате на сите затворски полицајци? Да. И ги репроверувате? Да. Но и дека немате чаре за нив. Сега за сега да. Затоа ли ги правите посетите од затвореник до затвореник? Да. И тие најчесто што велат за кадрите на кои вие сте им надреден? Има малце доза на страв за зборување, меѓутоа тие што се посмели кажуваат дека посетеноста од вработените и комуникацијата на затвореник вработен, односно воспитач, педагог, правник е на многу ниско ниво затоа што и немаме персонал кој би работел со нив. Колку воспитачи имате во целиот затвор? Ние на 150 затвореници имаме еден воспитач. И тој воспитач од 150 затвореници дали знае еден? Не, си ги знаат сите, си ги знаат зашто работното место им е заедно со нив таму, значи они горе-доле по цело работно време го поминуваат со затворениците, меѓутоа таа бројка не е по ниту еден стандард. Затоа што ние имаме воспитачи кои нормално мора да користат годишни одмори, мора да го користат некои обуки да одат и кога ќе се упразнат тие места, односно кога ќе другиот воспитач треба да ги превземе, да ги води и другите. И Значи, тогаш ќе се бидат зголемува 300. бројката. Така. Не, тогаш е таа бројка. Да. Добро, воспитачите им кажуваат не треба да внесувате телефони внатре, тоа не е добро. Бидејќи јас кога ќе ми кажете воспитачи така го доживувам А ако каже воспитачот, мисли дека ќе го послушаат? па нека се обиде. Се обидуваат. Кажуваат што е добро, а што не е добро, и тоа е тоа. Колку чини еден телефон во Идрисово, знаете? Па сега по пазарна цена, зависи од телефонот, дали е iPhone, дали. Дури има да Samsung. бираат, ако сакаат iPhone, ако не знаат да работат на Android. Предпоставувам. И они Така ќе се биде. во текот со настаните. За некоја година, Пошто имаат телевизори во собите и ги пратат и трендовите. ако се продолжи вака, за некоја година може да очекуваме дека ќе имаме затвореници кои ќе работат од затворот на лаптоп. Мислам, Па тоа Ќе и се добијат. случува во некои европски затвори. Зашто ама не би кај било нас? многу почесно него ова со да им ги наплаќаат сега по пазарна цена. Претходно не беа по пазарна, сега ме зачудивте дека изгледа се менуваат работите во ваше време. Да. Извор на корупција дали некогаш може да се исчисти целосно затворот? Ниту се исчистила, ниту ќе се исчисти, меѓутоа треба да се сведе на некој минимум. Ќе најдете ли униформа за вашите? Се трудиме. Ќе успеете? Дај Боже, не знам што, не можам да гарантирам. На институциите би им порачале нешто? Па да се размрдаат малце. Кои повеќе? Или нема да именувате? Па сите кои се во додир со затворите. А ако продолжи вака, ќе дојдеме до колапс на затворот? Можно е. Тогаш џабе судиме. Знаете, како можеби на вас сме ви свртени како медиуми директно, бидејќи сте најголем затвор, но нешто подобро е состојбата со вашите колеги, имате колегиуми, што велат? Исто е. Зошто се трудите да го направите ова? Зошто еден генерал мајор сака да управа затворски систем во пензионерски денови? Добро прашање. И дома ми го поставија прашањето. Гледате дека ве прашувале и од дома, јас значи бев управо кога ве праша. Не, само тоа ме праша. Зашто? И што им одговоривте? Па, со оглед на годините и на искуството, се осеќам како неискористен. И се уште сум во таква кондиција што можам да придонесам барем нешто да се направи. Зашто јас во Министерството за внатрешни работи
Сум работел на формирање на граничната полиција. Да, и од странскиот фактор имам позитивни оценки добиено, така да, Значи сметате дека овдека ќе смените многу. да. Колку рок си давате? Треба уште малку да поработам па да си го дадам тој рок, пошто уште некои анализи не ми се завршени. Ќе го спречите палењето на автомобилите, можете да ветите такво нешто? Не можам да ветам затоа што имаме работа со категорија на луѓе кои едно ветуваат, друго прават. Институциите. Да. На затворниците што ви им порачале? Да соработуваат со затворската управа за да ги подобриме условите за живење. Достапен сте за сите? Да. Треба ли да си ги купуваат уредите и треба ли да си ги купуваат правата, затоа што Не, таму има не. и затвореници кои имаат право да добијат нешто, а не Јас го уште добиваат. вториот ден им порачав дека тоа што ги следува ќе го добијат и нема потреба да го купуваат, а тоа што не ги следува нема потреба да го купуваат зашто нема да го добијат. И вас сватија сериозно. До сега така работиме. Може да се искорени барем другата од затворот, една страна да ги ставиме телефоните, тие верувам вие ги изнесувате, тие ги внесувате, ја некој таков впечаток има. Може да се искорени и внесувањето на телефоните и другата, доколку се направи нов затвор, каде што влезот и излезот на Директоре да ве предметите стопрам, значи не може да се искорени нов затвор. во овие услови не. Значи нов затвор ние не сме Во овие добиле. услови не може да се искорени. Блокатори на затворот постоечки е опција. Па и тоа не е решение. Опција, ама не е решение. Не си давате рок сепак, да не се Не, навлекне не, на не. прашањето. Ќе треба да излажеме. Така. Кажавте 3 точки дека имате што ви се најдени за средување од состанокот, кои се тие, може ли да споделите? А една е од набавка на униформите, подобрување на условите на затворениците и подобрување на условите за работа на затворската полиција. Тоа е во најден можен рок. Да. А добро, претпоставам тоа подобрување на условите на затвореници се однесува да им најдете кревет. Па сега почетно тоа да. Кажете ми, зошто не се ангажирани како порано што биле, што велите имало млекар, имало се произведувало ова, се Тоа е произведувало све она? руина, Што се сега е случува? руина тоа. Може да се обнови, имаат постоечки шанси некако? Па финансиите ќе бидат поголеми ако се обновува, а ако се прави на ново, поевтино би било. Да. Безбедност на каква е во затворот? Како едно од последните прашања? Па сега за сега е стабилна. Да. Значи дека ние како телевизиска екипа, ако сакаме да влеземе, можеме да го направиме. Може, да. И благодарам многу за овој И екскурзија. јас ви благодарам на вас. А ако затворот е огледало на државата, тогаш вие самите заклучате во каква состојба е нашата држава. И благодарам што не следите.